Вечерва ќе зборуваме за нешто што е неопходност за функционирање, нормално функционирање на еден жив организам, нешто што го има насекаде, не се гледа, а е толку битно. Да, воздух. И тоа не било каков, туку чист. Битие, прва глава од 6 до 8, Библијата ни вели во вториот ден на создавањето: и Бог рече нека биде свод среде водите. Сеќавате минатиот пат зборувавме за водите, за водата. И ова е стихот каде што Господ ги разделува водите над сводот и под сводот. Нека биде свод среде водите да ги дели водите од води. Бог направи свод и ги оддели водите под сводот од водите над сводот. И бидна така и Бог го нарече сводот небо, и бидна вечер, па утро, втор ден. Небото што овде се спомнува во овој стих, створено од Бога на вториот ден, всушност се однесува на нашата атмосфера. Тука секако е вклучен и воздухот, што го дишеме секој ден, и од кого што зависи нели целокупниот живот на нашата планета. Нашата атмосфера е еден дебел слој од 19 километри, што ја обвиткува земјата и се состои од околу 78%. Што мислите, што има највеќе во воздухот? 78% е на азот, 21% кислород и 1% отпаѓа на аргон, хелиум и јаглеров диоксид. Некои велат дека во последно време јаглеровниот диоксид е зголемен тамо, може би на 2-3, не знам колку проценти. Но како и да е, отприлика тоа е составот и вели и останати гасови некои. И интересно е како сето тоа е компонирано, затоа што ако малку повеќе е азот или поинаку, не би можело да има живот, но ете, Господ создал живот на оваа планета и токму во тој сооднос на овие гасови. Исто така, во својот состав содржи доволна количина на водена парија и непотврдена количина на загаденост, која што, нели, ете, доста актуелна тема деновиве. Кога овај мешан состав на најразлични гасови се вдишува во белите дробови, околу 1/5 од кислородот се задржува, додека останатиот дел се издишува заедно со јаглеровниот диоксид и водената парија. Значи 1/5 користи организмот. Во една друга прилика, во Битие 2:7, кога Господ го создаде човекот од земен прав, вели Библијата, и му дувна во лицето од дух животен, односно во носот, и човекот стана жива душа. Дах животен. И навистина воздухот, односно кислородот е нешто без кое што не се може. Можеме да издржиме и без храна, месец, па и повеќе можеби, без вода неколку дена, меѓутоа без кислород навистина многу кратко. Внатрешноста на белиот дроб е слична на сунгер. Сите малички джепчиња во белиот дроб, а ги има околу 300 милиони, замислете си каков е тој сложен орган и не само белите дробови, се останато, да, даваат преку 60 квадратни метри површина, преку која се врши размената на гасовите во и од крвотокот. Возрасен човек диша околу 16 пати во минута. Така што при секое вдишување внесува околу половина литар на воздух. При секое вдишување. Ова значи дека дневно се вдишуваат околу 10.000 литри воздух. Ова се бројки неверојатни дори. При нормално дишење, ова е интересен податок, воздухот се движи со брзина од околу 80 км на час. А што мислите, човек која ќе кивне со која брзина се движи воздухот?
1200 км на час. 1200 км. Тоа се разбира ако кивнам јас или не знам. Се шегувам. Некои се обидуваат, сум приметил да го пригушат кивањето, меѓутоа не е добро. Максималната количина на воздух што една личност може да ја вдиши и издиши во еден здив се нарекува витален капацитет. Добар витален капацитет значи и подолг животен век. Постојат неколку фактори што би можеле да влијаат на нечiji витален капацитет. А тоа е пушењето, загадениот воздух, како скопскиот, правилното држење на телото, вежбањето, вишок од килограми и плиткото дишење, или, знаете, треба човек дури да се вежба како длабоко да диши. И тоа некако сме го изгубиле со текот на годините, или може би никогаш не сме го ни имале. Проблем е во големите градови, еве Скопје, да ви кажам, деновиве, па последните 2 недели, значи нема ден во Штип да не дува ветер. И тоа ветер во просек 20 до 30 км на час, па нагоре. Дали е тоа југ или пак следниот ден може север да биде, знам, сум приметил, ако дува север, обично дува и во Скопје, меѓутоа ако дува југ, во Штип носи, тука нема ништо. И затоа во Штип воздухот е навистина многу попријатен за дишење, иако ни смета малку јужниот ветер, многу е бучен, знае да биде бучен, па тешко се спие на вечер. Но фала му на Бога, подобро така отколку дали е до самата котлина, меѓутоа и самите згради, знаете, непланската градба во Скопје си го прави своето, значи нема проток на воздух. И тоа е тоа. Вели, густо населените квартови го намалуваат степенот на размена помеѓу внатрешниот и надвршниот воздух. И се веле дека климатизирањето е добро затоа што ја задржува топлината во просторијата. Но климатизирањето исто така го задржува и загадениот воздух во просторијата. Затоа од една страна може да е добро, од друга страна не е. Печките на природен газ, спреот за коса, средствата за дезинфекција и чистење, подниот восок, чадот од цигари, инсектицидите, новиот мебел, фарбите и лаковите, како и теписите, се само неколку од многуте извори на чад, гасови и честички кои се имитираат во внатрешноста на нашите домови. И решение за овие проблеми, значи за тоа како да дојдеме до чист воздух, може да го разгледаме во 3 категории. Најдобро решение е да го отстраните проблемот во самиот корен. Значи, ако сте пушач, фрлете ги цигарите, кај нас тоа проблем не е. Да се заменат греалките на газ со електрични, да речеме, иако струјата ќе поскапи, но од 2 зла по малото. Или ако сте во голем град, тогаш напуштете го. Затоа што чистиот воздух е навистина едно од најбитните работи, неопходни за нашиот живот. Друго решение е зголемување на вентилацијата на просториите, значи, каде што живееме, домовите. Иако овде ова бара жртвување на ефикасноста на дел од енергијата, знаете, сите сакаме во зимските месеци, поготово да имаме добро изолиран дом, да сме добро затоплени. Меѓутоа, одржувањето на енергијата не би требало да биде на штета на нечие здравје. Еден од начини да се постигне, значи, ова вентилација е, како прво треба да се внимава да не дојде до презатоплување на домот. Иако треба облечете се малку подобро, а не да биде во собата 26, 27, 28, 30 некаде степени. Некои прозори би требало да бидат неколку сантиметри подотворени за да се осигура добра циркулација на свеж воздух и да се извлече надвор нечистиот воздух. На ваков начин не само што ќе добиете почист воздух, туку и бактериите, мувлата, габите, молците и другите организми
пренесувачи на болести нема да може така лесно да се размножуваат внатре во собите, кои што се добро проветрени и изложени на сончеви зраци исто така, многу е битно. Значи, кога градите куќа, добро е да планирате пред се дневната соба, но и останатите да бидат добро осветлени, но и да има добра вентилација. Најдобра собна температура преку лето е 24 до 27 степени Целзиусови со влажност на воздухот од 40 до 50%, а преку зима околу 22 до 24 степени. И влажност на воздух од 20 до 35%. Како што спомнавме, да, и добро е да имате добро изолиран дом, но мора да има и проток на свеж воздух. И тоа е посебно и ноќе кога доека спиете. Сега проблем е ако немате некој адекватно затоплување кое што е постојано, да речеме, не знам, некој топлински систем инсталиран или во целата куќа, ако мора да ложите, тогаш е малку проблем. Меѓутоа, добро е да има проток на свеж воздух во текот на ноќта. Јас тоа имав прилика, можев да го правам во Шведска, имавме парно таму, цела ноќ пукаше, така да постојано ми беше прозорот подотворен. И поубаво ќе се наспиете и ќе бидете поздрави секако. Но добро е да речеме барем да отворите некој прозор во некоја споредна соба, па вратата од таа соба кон собата, спалната соба кај што спиете, така за да не дојде до промаја, па да настрадате од промаја. Но како и да е, свеж воздух мора да има во просторијата. Покривките и облеката за спиење треба често да се проветруваат надвор. Надворешното сушење на лиштата на свеж воздух и сонце има поголеми предности затоа што дополнително ги освежува и чистија лиштата и заштедува пари. И тоа исто така е добро. Трет начин на решавање на проблемот на загаденост на воздухот е користење на оние апарати што се за прочистување на воздух, меѓутоа од една страна се корисни, но од друга страна знаат да бидат и штетни. Се вели дека емитуваат мала количина на озон. Така да треба се размисли пред да се инвестира во такво нешто. Сега да прочитаме неколку цитати од Духот на пророштвото во врска со чистиот воздух. Погледнете овој цитат. Воздух, воздух, тој драгоцен дар од небото, кого сите можат да го имаат, ви носи благослов со своето животворно влијание, ако не го спречите да влезе во вашиот дом. Прифатете го со добре дојде и навикнувајте се да уживате во него, и тој ќе се покаже како драгоцено смирувачко средство за вашите нерви. За да биде чист, воздухот мора постојано да циркулира и да се менува. Под влијание на чистиот и свеж воздух, и крвта поздраво ќе циркулира низ целиот организам. Видите, до сега, со сите овие доктори со кои што имавме работа до сега, значи физичката активност, водата и воздухот, сите имаат влијание на циркулацијата на крвта. А ако немате добра циркулација на крвта, немате ни добро здравје. Значи, под влијание на чистиот и свеж воздух и крвта поздраво ќе циркулира низ целиот организам. Тоа го освежува и зајакнува телото, доека во исто време полно влијае и на умот, создавајќи ведро и пријатно расположение. Тоа го поттикнува апетитот, го подобрува варењето и носи здрав и пријатен сон. Не знам, може да посведочите сите кои имате можности да отидете негде на село или во природа и таму да преспиете, да останете 1, 2, 3, 4 ноќи. Не ли ви е таму некаде горе, повисоко, на по-чист воздух и по-сладка храната и по-сладко спењето, да ми кажете искрено? Тоа е така, тоа е така. И јадењето е по-сладко. Еве зошто. Токму поради тоа влијание на чистиот воздух.
Свежиот воздух ќе им донесе многу поголема полза на пациентите отколку лекувањето со медикаменти. Всушност, тој за нив е понеопходен отколку храната. Тие ќе се чувствуваат подобро и побрзо ќе закрепнат без храна, отколку без свеж воздух. Значи, не е проблем и да постиме некој ден и да имаме поскудна храна, меѓутоа свежиот воздух е навистина неопходност за здравието. Животот на чист воздух е корисен и за телото и за умот. Тоа е Божи лек за оздравување. Чистиот воздух, добрата вода, сонцето, убавата природа, тоа се Божи средства за враќање на здравието на болниот по природен пат. Лежењето на сонце или во ладовината на дрвјата за болниот е подрагоцено од сребро и злато. И тоа е доктори, колку се едноставни, но колку се влијателни на нашето здравје. И тоа е цитат од одбрани пораки. Здравието на целиот организам зависи од здравото функционирање на органите за дишење. И тоа е нормално. Покрај храната и хранливите состојки што ги носи крвта до секоја клетка, меѓу другото и кислородот се носи. А знаете дека без кислород не може да согори, не може да се искористат тие хранливи материи како што треба. Затоа многу е битно органите за дишење да се во ред и да има таа размена на гасовите, на кислородот и јаглеродниот диоксид во спротивна насока. За да имаме добра крв, ние мораме добро да дишеме. Длабокото вдишување на чист воздух, што ги исполнува белите дробови со кислород, ја прочистува крвта. Тоа и дава на крвта светла боја и како животворна струја ја испраќа до сите делови од телото. Доброто дишење ги смирува нервите, го стимулира апетитот, го помага варењето и дава здрав, освежувачки сон. Здравје и среќа. Еве исто цитат од Здравје и среќа продолжува всушност овој на следната страна. На белите дробови треба да им се овозможи најголема можна слобода. Слободната активност го развива нивниот капацитет, кој се намалува доколку се притиснати или стегнати. Од тука претераното наведнување при работа во седечка положба е мощно штетно. Во таква положба е невозможно длабоко да се дише. Површното дишење наскоро станува навика, а белите дробови ја губат својата способност да се шират. А се сеќавате како најдобро се шират белите дробови? Од физичка активност. Ако наутро, зиме, излезете и пропешачите 3-4 километри. И тоа брзим кораком, што велат. Тогаш се шират белите дробови. Сличен ефект се добива и со силното стегање на градите. Мислам, пешачење било во која доба, меѓутоа Елен Вајт, ако се сеќавате таму, го истекнуваше утрото во зима, кога ние обично највеќе се плашиме да излеземе, демек ќе настинеме. Или еве дури и отварањето на прозорецот дома, исто така некои го сметаат за проблем ќе настинат. Значи не мора тоа директно да биде, кој што кажавме, за да не дојде проблемот промаја. Сличен ефект се добива и со силното стегање на градите. На долниот дел од градниот кош не му се остава доволен простор. Стомачните мускули кои се дизајнирани да помогнат при дишењето не ја извршуваат во потполно својата задача и белите дробови се ограничени во своето делување. На тој начин доаѓа до недоволно снабдување со кислород. Крвта се движи бавно. Се задржуваат отпадните, отровните материи што треба да бидат исфрлени при издишувањето и крвта станува нечиста. Со ова не се погодени само белите дробови, туку и желудникот, црниот дроб и мозокот. Кожата станува бледа, варењето забавено, срцето слабее, мозокот е заматен, а мислите несредени. Видите каков ефект, значи има врз, повеќе кратен ефект.
негативен. Духот го обзема тага и раздразливост, целиот организам е во застој, неактивен и особено подложен на болести. Здравје и среќа, повторно. Еве околу ова проветрувањето на просториите, цитат од Здравје и среќа, животот во затворени, лошо проветрени простории, во кои воздухот е истрошен и задушлив, го ослабнува целиот организам. Тој станува особено чувствителен на влијанието на студот и се разболува дури и при најмала изложеност. Јас се сеќавам, еден од моите другари, сопчињата им бела мали до душа дома, меѓутоа претерано беше, значи секојаш кој ќе влезе в кај нив преку 30 степени беше, зимно време. Тоа беше, значи, сауна, не знам. И секојаш кој ќе излезевме во град, зиме, на него му беше ладно, он постојано се треше, се му беше ладно. Затоа што навикнат на тие 30 степени. Надвор, голема разлика од 30, па ќе излезе надвор на 5, да речем, или на 0. Значи, организмот го учите да биде чувствителен, нормално кај постарите луѓе, тоа е друга приказна, постарите луѓе бараат повеќе топло затоа што нели циркулацијата им е намалена и така натаму. Самата старост си носи. Многу жени се бледи и слаби токму поради постојаниот престој во затворени простории. Тие однова и однова го вдишуваат истиот воздух, се дека тој не стане полн со отровни материи сврлени преку белите дробови и порите на кожата, поради што нечистотијата повторно се враќа во крвта. Како последица на постојано задржување во затворени и непроветрени простории, организмот станува слаб и неотпорен. Циркулацијата ослабнува, крвта побавно се движи низ организмот, бидејќи не е прочистена и освежена со животворно влијание на воздухот. Умот станува потиштен и нерасположен, а целиот организам е изнемоштен, склон кон треска и други болести. Со својата строга изолација од надворешниот воздух и преку стравот од проветрување, вие вдишувате истрошен и нездрав воздух, кој веќе бил во белите дробови на останатите, кои се наоѓаат во иста просторија и затоа е полн со отрови и мощен нездрав. Преди тоа телото станува тромо, кожата бледа, варењето пореметено и целиот организам станува особено наклонет кон настинка. Полесно настинуваат таквите луѓе. Исто цитат од Совети за здравието, вели, постелнината треба да се отстрани дел по дел од леглото и да се изложи на воздух. Прозорците треба да се отворат, ролетните да се повлечат, а на воздухот да му се дозволи да циркулира слободно неколку часа, ако не и цел ден, се вели овде. На овој начин целосно ќе се проветрат и креветот и постелнината и ќе биде отстранета нечистотијата од просторијата. Сведоштво број 2. Вели, мнозина имаат погрешно мислење дека кога ќе настинат, мора внимателно да се чуваат од надворешниот воздух. И ги загреваат своите простории се додека не ги прегреат. Знаете, настинати сте, ви се качила можда температура и така натаму, и да, самото тело така ветера, но ова вели му штети на организмот. Порите се затвараат со отпадни материи, а внатрешните органи страдаат повеќе или помалку од воспаление, бидејќи крвта е потисната од површината и ги оптоварила. Токму тогаш белите дробови не треба да бидат лишени од чист, свеж воздух. Ако чистиот воздух некојаш е потребен, тогаш тоа е кога ќе заболи било кој дел од организмот, белите дробови или пак желудникот, вели овде. Значи, напротив, пуштете, нека влезе воздухот. И сега рековме, проблем е ако е загаден и надворешниот воздух, но реков, тој проблем најлесно се решава со излегување од градот. Не знам дали има подобро решение. Еве кои се можни последици, позначени последици од загадување на воздухот. Дразнење во очите, респираторни симптоми и болести, главоболки, вртоглавица, краток здив, болки во грлото и болки во градите. И вели ризикот од посериозни заболувања, како што се респираторните, како и прехладите постојано расте заради нечистиот воздух.
Јас се сеќавам првите години кога дојдов овде, кога почнав да служам, и подолг период се задржував и секојаш кога ќе дојдев првите 2 дена, така ме болеше глава. Се чудев што е сега ова. Тоа беше воздухот, веројатно. Не можете да го ни најмалку да го споредите Светиниколскиот воздух, кај што ама баш моментално може би не работи ни една фабрика, така да кажем. Може и некоја текстилна таму. Со Скопскиот. Вели, чувствителните лица може дури да умрат за време на зголемени количества на смог. И тоа се случува. Можев да најдам некои статистики, луѓе умираат на големо годишно на светско ниво, значи токму од смогот, од загаденоста на воздухот. Во случаеви кога навистина надвор имате смог и многу загадено, тоа е подобро да не излегувате, затоа што како и да е, се вели овде дека до 50% на смог имате помалку во внатрешните простории. Сега не знам дали сте знаеле, но веројатно знаете дека покрај кислородот и неприсуството на загадувачи постои уште нешто што го прави воздухот да биде свеж, освежителен. А тоа се ионите, видот на ионите во воздухот. И кои беа оние иони кои што позитивно влијаат на организмот? Негативните. Негативните иони влијаат позитивно на организмот. Тоа се ситни наелектризирани честички и свежиот воздух може да содржи помеѓу 2 до 3 милиони иони во секој здив, што е за 5 до 10 пати повеќе отколку во одстојаниот воздух. Кислородот обично е негативно наелектризиран, а пак јаглерониот диоксид е позитивно наелектризиран. Истражувањата и искуствата покажуваат дека независно од кислородот, ионизирањето на воздухот е самото по себе важен фактор за здравието. Се уште не е јасно како, но бројни истражувања ги поврзуваат негативните иони, а посебно негативно ионизираниот кислород со неколку здравствени придобивки. Некои од нив се зголемување на нивото на квалитетот на растот и развојот кај растенијата и животните, ширење на каналите низ кои поминува воздухот, подобрена прочистувачка работа на белите дробови, подобрен срцев ритам и метаболички ритам и подобрување на крвниот притисок. Ментално се јавува чувство на среќа, релаксација и спокојство. Симптомите на треска и астма можат да се намалат, а растењето на туморот се забавува кај лабораториските животни. Преку лабораториски испитувања потврдено дека глувците учат двојно побрзо во атмосфера со негативни иони. Од друга страна, позитивно наелектризираниот воздух предизвикува спротивни ефекти и е поврзан со појава на главоболки, вртоглавици, гадење, умор и така натаму. И сега видите каде не се наоѓаат, каде се губат негативните иони, а каде ги има. Негативните иони се губат штом ќе дојдат во допир со зидовите, со фабричките материјали и цевките од климауредот. Исто така потврдено дека чадот од цигари, смогот и толпата луѓе имаат тенденција да ги трошат овие иони. А радијацијата од Вселената, воздухот, карпите, па дури и некои видови почва, ги враќаат негативните иони во воздухот, исто како и сончевата светлина, зелените дрвја и прекршувањето на ситните водени капки. Појава која што е карактеристична кај водопадите и удирањето на океанските бранови по брегот. Затоа, кога се туширате, често пати сте расположени, па може и да запеете некоја песна. Затоа што и тогаш паѓањето на водата предизвикува стварање на негативни иони. Меѓутоа, тоа секако не е така и во таа количина како што надвор, таму некаде покрај некоја река, на сонце, покрај водопад, покрај море и така натаму и така натаму. Имаше малку време. Многу е битно за правилно дишење и правилното држање на телото. Тука јас самиот имам проблем, може би некојаш. Повеќето луѓе се научени да седат и тоа седат подгрбавено,
во текот на поголем дел од денот, може и пред телевизор. И обично ова води кон стекнување навика на неправилно држење на телото, како последица се појавуваат болки во грбот, но и не можете да дишете онака длабоко како што треба. Така да треба да се учиме на правилно дишење. Спомнавме дека вежбите, оние утренски вежби, пешачењето или било која физичка активност можат да допринесат да се навикнете на подлабоко дишење. И добро би било, вели овде, после секој обрук и пред спиење да се излезе надвор на свеж воздух и 10 до 20 пати да се вдише длабоко. А доека ги уживаме овие моменти на релаксација, можеме да му заблагодариме на нашиот Создател, кој им дава здив на народите. Исаија 42:5. Без притоа да заборавиме дека тој самиот им дава на сите живот, здив и се. Дела 17:25. Според сето ова што го кажавме, Псалм 156 вели: се што дише, нека го фали Господа, затоа што Господ ни дава и здив, Господ ни дава и живот, и се е од Господа. Верувам дека ги освеживме, можеби, нашите сеќавања или знаење. Можеби некои работи прв пат слушавме, не знам, иако ова се многу едноставни и секојдневни работи, кои што добро е да се применат во нашиот живот за да навистина имаме поздрав, поквалитетен живот. Пак ќе кажам, минатиот пат спомнав, не знам кое е решението за вас, Скопјани, ама најдете време, излезете, барем за викенди, не знам, на планина, било каде, на водно. Користете ја секоја можност да вдишете почист воздух. Иако, поготово зимскиот период е највеќе проблем во Скопје, но знае да биде. И во некои други периоди од годината, можеби најадекватно решение, како што кажав, излегување од град Скопје, но секој треба да размисли. Не е тоа само заради чистиот воздух. Ние знаеме, нам ни е кажано, зошто се е корисно излегување од големите градови. Знаеме дека доаѓаат тешки времења кога сето тоа и tekako многу ќе ни помогне да се одржиме, да бидеме на некој начин вон системот, затоа што гледате дека системот се повеќе и повеќе гази, не става во некои пранги и не ни дозволува да дишеме слободно по наводници, па и буквално. Нека му е слава на Господа за сите овие совети што ни ги дава и преку духот на пророштвото, и наше е да ги примениме, да го молиме Господа за сила, за разбирање, да ги примениме во нашиот живот, затоа што инаку онака само како знаење нема многу корист од сето тоа. Нека му е слава на Бога. Амин. Боже и Господе, Ти благодариме за овие прекрасни совети. Сето ова е толку едноставно и многу од овие работи ги знаеме, ако не и се, но проблем е, најголем проблем може би меѓу нас е тоа што знаеме се, ама многу малку применуваме од сето тоа. Помогни ни, Господи, да сватиме дека многу покорисни сме Ти, здрави, свежи и многу повеќе можеме да сториме за делото Твое како такви. И затоа и си ни оставил, меѓу другото, затоа си ни оставил, си ни дал и здравствената реформа, преку перото на сестра Елен Вајд, но и преку самата Библија си ни дал прекрасни совети за тоа како да живееме здрав, квалитетен живот. Затоа, Господи, помогни ни да ги усвоиме тие совети во нашиот живот, да ги спроведеме и да не само ние, туку можеме да им помогнеме и на ближните и на останатите околу нас, да живеат поквалитетен живот, а кога така ќе им улесниме животот, тоа е многу полесно ќе допре Евангелието до сите нив.
Многу малку може би ја користиме здравствената реформа и сето ова знаење што го имаме, затоа помогни ни да тоа не биде така повеќе. И во овие последни времења, кога луѓето патат и страдаат од секакви болести и нарушувања, да им се најдеме. Кога сме кај болестите, кај болните, Господи, еве и ова вечер, сакаме да те помолиме од се срце, од длабината на нашите срца, за братот Крсте, кој што е во потешка состојба, да, Господи, го кренеш, го исцелиш и да биде уште поздрав од што бил, за да може да се сврти повторно кон Тебе и да Ти служи, како што и сите ние. Те молиме и за, чинам дека беше Елвира, не ја ни познавам, меѓутоа и таа во критична состојба. Те молиме и за Андри, и тој не се чувствува добро, но и за сите други, Катица, Стојан, Беба, Стевка, може би некој ќе испуштам, но има доста во нашите редови. За сите нив те молиме да ги допреш со својата исцелителска рака и да им помогнеш во нивните маки и страдања и да тие почувствуваат Твојата милост, иако ја чувствуваме, ја чувствуваат и тие секој ден. Но здрав човек е многу по-среќен и многу по-корисен и многу повеќе може да постигне. Затоа, Господи, те молиме за сите нив и за сите нас, за нашето здраве и за целата ова ситуација во светот што постои. Ако се држиме до Твоите принципи и до Твоите правила, ќе бидеме секако поздрави и поотпорни на било какви вируси и надворешни или било какви непријатели. Води не, Господи, во ова нова седмица, од се срце те молиме да не чуваш од лукавиот и во секој едно искушение, како што си ветил, си обезбедил излез, да го прифатиме тој излез, да бидеме секојаш покрај Тебе и да растеме од слава во слава и да одиме од победа во победа. А за се Ти благодариме, Господи, во Христово име. Амин.